Разговор за работата на Агенцијата за иселеништво на Република Македонија, нивните надлежности и целта и секако пренесување на ставовите и мислењата на нашите иселеници ширум светот. Мој денешен гостин е директорот на Агенцијата за иселеништво, господинот Васил Наумов. Господине Наумов, најпрво добре дојдовте и ви благодарам за времето кое го одвоивте за ова гостување. Добре ве нашол, благодарам за поканата и можноста што ми ја дадовте. Оде баш во Битолот, кај што потекнува огромен број на македонски иселеници по целиот свет, да се обратам на вашата телевизија Мега, да имат можност и вашите слушатели од Битола да слушнат за работата на Агенцијата за иселеништво. Не само од Битола, него и од целиот регион, токму и затоа сакам овој денешен разговор да го започнам со прашањето на кое ќе објасниме малку повеќе околу работата на Агенцијата за иселеништво на Република Македонија, кои се надлежностите на оваа агенција и пред се која е целта. Така, значи, работата на Агенцијата за иселеништво е уредена со Законот за организација и работа на органите на државната управа. Агенцијата за иселеништво на Република Македонија е самостоен орган на државната управа, што значи дека не е во состав на ниедно министерство, не значи дека не соработуваме со другите министерства. Како самостоен орган на државната управа, непосредно одговара за својата работа пред владата на Република Македонија. Директорот е именуван од страна на владата на Република Македонија. Надлежностите, како што кажав, се пропишани во Законот за организација и работа на органите на државната управа и директно произлегуваат од Уставот на Република Македонија, од она одредба која што зборува дека Република Македонија се грижи за иселениците и припадниците на македонското малцинство во соседните земји, со тоа што делот од надлежностите на Агенцијата за иселеништво се однесуваат само и исклучиво на иселениците од Македонија, а не и за припадниците на македонското малцинство. Ова сакам веднаш да го појаснам, бидејќи за припадниците на македонското национално малцинство, согласно истиот овој Закон за организација и работа на органите на државната управа, исклучиво надлежност има Министерството за надворешни работи на Република Македонија, што значи дека македонците кои живеат во соседна Грција, во Бугарија, во Албанија, се во надлежност на Министерството за надворешни работи. Што се однесува пак до надлежностите на Агенцијата за иселеништво, Агенцијата за иселеништво на Република Македонија има обврска да се грижи, да ги напредува врските со иселениците и иселеничките организации, има обврска да се грижи да го поттикнува културниот развој на иселениците, ги кажувам законските формулации онака што е предвидена надлежноста, има обврска да ги информира иселениците за состојбите во Република Македонија. Исто така има обврска да ги вклучува иселениците во јавниот економскиот живот на Република Македонија. Значи, исто така има обврска да се грижи да иселениците се реинтегрираат во Република Македонија. Како што гледате, станува збор за широк спектар на надлежности. Агенцијата е мал државен орган, броиме 17 на луѓе. Се обидуваме да ги покриеме сите овие области за кои што имаме законска надлежност и самите, но и во соработка со другите државни органи кои што имаат некакви надлежности во оваа сфера. Пред се тука се Министерството за надворешни работи, Министерството за култура, Министерството за образование и сите останати државни органи кои што кажав кои што имаат некакви надлежности. Заради реализација на нашите обврски, значи, Агенцијата за иселеништво донесува стратешка програма за стратешки план за работа на Агенцијата за иселеништво, која што е усогласена со стратешкиот план за работа на владата на Република Македонија. Тие се носат за период од 3 години и врз основа на овој стратешки план се носи годишна програма за работа на Агенцијата за иселеништво на Република Македонија. Отприлика тоа би биле надлежностите на Агенцијата за иселеништво на Република Македонија. Стратешкиот план ја опфаќа и оваа 2017 која веќе ја започнавме, а како дел од целите на овој орган е и унапредување и одржување на националниот, јазичниот и културниот идентитет на иселениците од Македонија, а пред се особен нагласок се става на најмладите иселеници во Република Македонија. Што се организира во оваа насока, ако земеме во предвид дека се инсистира да тие се подобро и по-успешно го владеат македонскиот јазик? Секако дека еден од клучните сегменти во врските на Република Македонија со иселениците и иселеничките организации
е чувањето и негувањето на идентитетот на македонските иселеници и активностите кои што се во оваа смисла, значи се примарни активности на Агенцијата за иселеништво на Република Македонија, чувањето и негувањето на идентитетот на македонските иселеници, затоа што ние што и да работиме понатаму со македонските иселеници, ако не успееме да го зачуваме идентитетот кај македонските иселеници, ако не успееме да ја зачуваме нивната свест за припадност, поврзаност со Република Македонија, со македонската нација, нивната приврзаност кон македонскиот јазик, кон македонската култура, се ќе биде залудно затоа што ќе ги изгубиме сите едни генерации кои што во спомен само ќе имаат некакво македонско потекло, а воопшто нема да има никакво значење, би било тоа некаква само форма без никаква содржина. Токму поради тие причини, значи Агенцијата за иселеништво настојува да помогне на сите можни начини во чување и негувањето на идентитетот кај македонските иселеници. Столбот, има повеќе столбови, но главниот столб на кој што се темели македонскиот идентитет, тоа е македонскиот јазик. Значи, чувањето и негувањето на македонскиот јазик го сметаме за клучниот столб на македонскиот идентитет и токму во таа смисла Агенцијата за иселеништво презема повеќе активности во однос на сите иселеници, а посебно во однос на најмладите иселеници, бидејќи се тие најподложни и најизложени на, да речеме, асимилацијата во средините во кои што живеат или во кои што се родени. Зошто е тоа така? Затоа што нивните родители или предци кои што ги однеле таму или пак ги родиле таму, од тука со себе го понеле и јазикот, и културата, и љубовта за Македонија, и врските со пријатели, со роднини, и малку потешко е тие да го изгубат идентитетот или да го заборават јазикот или да нивните национални чувства да се изгубат. Може да ослабнат поради далечината, но не и да се изгубат. За разлика од нив, најмладите, значи децата на македонските иселеници, секојдневно се изложени на тоа дека се дел од средините во кои што живеат, го учат на јазиците во земјите во кои што живеат, на англиски, на германски, на италијански. Македонскиот јазик во некои средини се изучува, значи и како во мал број средини се изучува како задолжителен во рамките на редовното образование, онаму каде што тоа родителите ќе го пројават како желба. Во друг дел од средини македонскиот јазик, како во Австралија, во Шведска, се изучува како факултативен по избор на родителите, но сепак тоа е недоволно, значи ако не се преземат некои посериозни активности во смисла на чување и негување на македонскиот јазик, односно изучување на македонскиот јазик од страна на најмладите македонски иселеници, бидејќи не сите и не во сите средини се изучува македонскиот јазик и често се доведуваме во ситуација родителите да комуницираат со сопствените деца не на македонски јазик, туку на јазикот на земјата домаќин каде што живеат. И токму затоа главните напори кои ги прави Агенцијата во оваа смисла, кои ги прават и Министерство за образование и Министерство за култура, се насочени кон најмладите македонски иселеници. Што ние правиме во таа смисла? Значи, се обидуваме како прво да ги пратиме сите процеси на изучување на македонскиот јазик во иселеничките средини од страна на најмладите, што значи се обидуваме да пратиме каде се има веќе формирани училишта, каде се има потреба да се формираат некакви училишта, односно настава по македонски јазик, било да е тоа во рамките на црковни општини, било да е тоа во рамките на некакви организации на македонски иселеници кои директно, индиректно или воопшто не се поврзани со македонската православна црква, било да е тоа по пат на изучување на јазикот преку интернет или во одделни организирани групи за изучување на јазикот кои не се поврзани со никакви други организации. Значи се обидуваме да ги следиме овие процеси, се обидуваме да ги поттикнеме иселениците да се организираат во изучување на македонскиот јазик, односно да ги своите деца да ги заинтересираат за изучување на македонскиот јазик. Сега, во овој дел
имаме поделена надлежност со Министерството за образование. Министерството за образование, согласно Законот за организација и работа на органите на државната управа, има исклучива надлежност за испраќање на наставници во средините кај што живеат македонските иселеници, но и за определување на наставните програми по кои што ќе се изучува македонскиот јазик и воопшто другите содржини кои што се потребни да ги изучуваат најмладите, а кои ќе значат на некој начин информирање за Република Македонија, македонската култура, географија и слично. Агенцијата за иселеништво овде се обидува да помогне на тој начин што во соработка со македонски иселеници, со наставници кои држат настава во иселеничките средини, создадовме еден учебник помагало за изучување на македонскиот јазик. Ја нарековме поточно тие што го создадоа македонските иселеници, наставници во оваа сфера, прва фаза и втора фаза. Агенцијата за иселеништво ги отпечати овие учебници повеќе години назад и секаде каде што се организира македонска настава, ние ги испраќаме овие учебници. Пробуваме да ги откриеме и средините каде што немаме веќе испратено или каде што нема организирана настава, пак да испратиме вакви учебници, па дури онаму каде што Министерство за образование испраќа своји наставници во овие средини, ние и таму испраќаме своји учебници, бидејќи се покажа како многу прифатливи и многу интересни за македонските иселеници, за најмладите, посебно за оваа фаза, прва, втора фаза за изучување на македонскиот јазик. И тоа е еден од начините како настојуваме да ги заинтересираме, значи како настојуваме да најмладите македонски иселеници, децата нивни да го изучуваат македонскиот јазик. Покрај тоа организираме овде во Република Македонија летна школа за наменета за најмладите македонски иселеници на возраст од 7 па до околу 18 години. Тука оваа школа се одржува веќе 10 години во Охрид, во трајање од една недела. Нормално за една недела јазикот не може да се изучи, меѓутоа најважното е да се разбуди интересот кај сите овие учесници на оваа летна школа, односно најмладите иселеници кои доаѓаат на летната школа, да се разбуди интересот и за јазикот, и за македонската култура, да се створат врски со најмладите иселеници од други иселенички средини, се среќаваат од Канада, со иселеници од Германија, од Шведска, од Австралија, да се на тој начин, популарно е сега мрежат, значи да стапат во контакт, да одржуваат контакти и на тој начин да се создаде интерес за, како што кажав, македонскиот јазик, култура, за македонското совремие, за современиот живот, бидејќи пак со гостување, со престојот овде во Охрид се среќаваат и со деца од Република Македонија, пораснати овде, се комуницираат со нив, воспоставуваат врски, го гледаат современиот живот на Македонија, ја гледаат историјата на Македонија, бидејќи Охрид е пребогат со културно-историски споменици, но го гледаат и современиот живот на Македонија и современата македонска култура и добиваат сосема поеднаква представа за Република Македонија, веројатно од она што им е пренесено од нивните дедовци, прадедовци, татковци, бидејќи ако се оцелили пред 20 години од Македонија, Македонија не е исто што беше пред 20 години, ќе се согласиме сите дека има драматични промени во Македонија, секако во позитивна смисла. Значи, тие би биле клучните работи кои се обидуваме да ги направиме и секако комуникацијата со македонските иселеници, секојдневна, современите средства, интернетот, електронската комуникација, Facebook страни, интернет страна на Агенцијата за иселеништво, сето тоа го дозволува. На тој начин се обидуваме да ја држиме жива врската со македонските иселеници, да го држиме жив нивниот интерес за македонскиот јазик, македонската култура, пред се како начин за чување и негување на македонскиот идентитет. Во повеќе наврати споменавте и негување на културата. За иселениците од Република Македонија организирате и бројни културни манифестации, токму во таа насока за негување на културата која е од ова тло. Значи, Агенцијата за иселеништво има надлежност по однос на сите иселеници од Македонија. Македонија во поширока географска, историска смисла, независно дали се иселени од Егејскиот дел на Македонија или од Пирискиот дел на Македонија, значи Агенцијата за иселеништво има надлежност према сите овие иселеници, има обврска да се грижи за нив
да го поттикнува чувањето, негувањето на нивниот идентитет и да го помага чувањето на нивната култура, односно македонската култура и јазикот. Ние во оваа смисла, значи, преземаме повеќе активности. Значи, во делот на промоција на македонската култура, во соработка секако со Министерството за култура, се обидуваме да ги информираме иселениците секогаш кога Министерството за култура преку своите активности ја представува македонската култура во средините кај што живеат македонските иселеници. Но исто така ние сме ориентирани кон тоа да ги представиме македонските иселеници нивните достигнувања во сферата на културата овде во Република Македонија. На тој начин постигнуваме повеќе ефекти. Прво, даваме поттик на македонските иселеници кои ја негуваат македонската култура, дали е тоа во сферата на фолклорот или во сферата на театарот или литературата или ликовната уметност, да и понатаму продолжат да го прават тоа, да ја чуваат, негуваат македонската култура. Со нивното представување овде Република Македонија, значи исто така ја информираме македонската јавност за тоа дека постојат македонци и надвор од Република Македонија, дека се живи, здрави, дека ја чуваат, негуваат македонската култура, ја сакаат македонската култура, македонскиот јазик, дека не се ништо помалку македонци од нас кои живееме овде во Република Македонија, затоа што живеат во странство. Значи, преку организирање на вакви настани, ние постигнуваме и ефект да се поврзат македонците од иселеништво со македонците овде, да се воспостават врски, тоа што е најважно, бидејќи ние сме во суштина едно ткиво, еден народ, раселен, поделен нормално, меѓутоа настојуваме да ги одржуваме врските цврсти. Значи, што се правиме во таа смисла? Организираме настапи на културно-уметнички друштва на македонските иселеници, значи на македонските културно-уметнички друштва низ Македонија, и тоа постојано го правиме секоја година, зависно од интересот на културно-уметничките друштва за гостување тука. Понатаму организираме промоции на книги од страна на македонски иселеници, напишани на македонски јазик, дали да се тоа во сфера на културата или пак се во сфера на наука или било која друга сфера, но условот е да бидат напишани од македонски иселеници на македонски јазик. Понатаму вршиме промоција на ликовната уметност на иселениците, организираме изложби на македонски иселеници, организираме изложби на фотографии и организираме изложби на, имаме македонски театри, неколку и тоа, во неколку наврати гостува македонскиот театар од Сидни, Австралија, и во неколку наврати организираме значи нивно гостување по театрите низ Република Македонија. Од друга страна се обидуваме да излеземе во пресрет на сите оние иселеници кои творат на македонски јазик, кои ќе се обратат до Агенцијата за иселеништво, да ги отпечатиме нивните дела, нивните трудови на трошок на Агенцијата за иселеништво, и пак така веќе отпечатените дела да ги дистрибуираме до иселеничките организации по цел свет, за да и тие се запознаат како некој иселеник, да кажеме, од Мелбурн, напишал книга на македонски јазик, како го чува македонскиот јазик, и да тоа на некој начин биде поттик и за останатите да го чуват и да го негуваат македонскиот јазик. Значи, дел од стратешкиот план на Агенцијата за иселеништво 2015-2017 и мапирање на диаспората. Дали на овој начин мапирање може барем приближно да се дојде до некој податок колкава е бројката на македонски иселеници и што се вклучува тоа мапирање на диаспората? Така, значи тоа е модерен термин што се користи у последно време, мапирање, но тоа е збор што користи резолуција за миграционите политики, го користат повеќе документи и затоа ние го користиме, инаку што се подразбира тоа мапирање на диаспората? Значи, мапирање на диаспората подразбира да се точно лоцираат македонските иселеници според бројност, според професии, според организираност во сите средини во кои што живеат. Агенцијата за иселеништво го прави тоа уште од своето постоење, уште многу одамна. Значи, ние се обидуваме прво да ги евидентираме сите иселенички организации низ светот. Тоа можеби изгледа како едноставен процес, но воопшто не е едноставен процес.
Можеби наједноставниот дел од тој процес е евидентирањето на македонските православни цркви, бидејќи тие се во поголемиот дел тука присутни во средини дека што живеат иселениците, имаат своји објекти, кон нив има придружни организации на кои што Македонската православна црква има возможува да и користат нивните објекти за своји активности, како литературни друштва, културно-уметнички друштва, настава по македонски јазик и слично. Но има и такви организации кои што значи не се врзани со одреден простор и одредени канцеларии, има постојани промени на нивните седишта, има раѓање на нови организации, изгаснување на стари организации, промени на раководства. Не можете да очекувате дека ќе комуницирате со организација на таа и таа адреса, бидејќи адресите се променливи, освен, како што кажа, во случајот на Македонска православна црква. Затоа се обидуваме да комуницираме со председатели, секретари и слично на тие организации, па кога ќе се сменат, ако не ни информираат, ние имаме пак проблем таа организација да ја детектираме ако не е поактивна. Значи, ако е поактивна организација, нема проблем, ние сме во секојдневна комуникација, но значи првиот сегмент е да ги лоцираме организациите, македонските иселеници, бројност, нивна, во која сфера действуваат. И ние имаме цел список на нашата интернет страница на иселенички организации. Тука се не само иселенички организации на иселениците македонци, туку и на етничките албанци по потекло од Македонија, ромите, турците, сите иселеници од Македонија. Ние иселениците не ги делиме ни по јазик, ни по вера, ни по етничка припадност. Понатаму се обидуваме да го евидентираме бројот на македонски иселеници по целиот свет. Ова е многу сложен процес од повеќе причини. Како прво, како што кажав, Агенцијата за иселеништво има надлежност во однос на сите иселеници од Македонија. Значи, не само на лицата кои се иселиле од Република Македонија, туку воопшто иселеници од Македонија. Значи, голем дел од овие луѓе кои се иселиле од Егејска, од Пиринска Македонија, никогаш не стапнале на територијата на Република Македонија, нити пак имаат македонско државјанство, но тие се сепак иселеници од Македонија. Тие се луѓе кои го чуваат, негуваат македонскиот јазик, македонската култура, чувствуваат силна припадност кон Македонија, посебно кон Република Македонија, иако никогаш не живееле на територијата на овој дел од Македонија, кој што го чини Република Македонија. Понатаму, зошто овој сложен процес? Затоа што голем број на македонски иселеници и од Република Македонија морале да се откажат од македонско државјанство, посебно во европските земји, Германија, Австрија, слично, каде што не се дозволува двојно државјанство и тие лица де факто не се повеќе, големиот дел од нив не се македонски државјани, туку се само државјани на тие земји, но тоа не значи дека тие не се македонци. Не значи дека не се македонски иселеници и дека не ги имаат овие исто овој корпус на култура, јазик и вредности, сето тоа што значи да се биде македонец и дека помалку ги сакаат јазикот и културата, и затоа ние продолжуваме да се грижиме за овие луѓе. Значи, од тој аспект ние прашање како држава дали воопшто ќе биде можност некош точно да си ги преброиме иселениците, бидејќи се сложена ситуацијата од овој аспект. Како држава Република Македонија, значи ние точно имаме евиденција, би требало, односно да имаме точна евиденција на иселениците од Република Македонија кои се државјани на Република Македонија, но и тука има еден мал проблем. Проблемот е во тоа што е предвидено во Законот за престојувалиште и живеалиште, дека секој кој ја напушта Република Македонија со намера да се исели од Македонија, има обврска тоа да го пријави во подрачната единица на Министерството за внатрешни работи каде што живее, на граничниот премин при напуштање Република Македонија, или пак во државата во која што живее, во дипломатско-конзуларното представништво. За жал, голем дел од македонските иселеници тоа не го прават и затоа таа евиденција на Министерството за внатрешни работи не е потполна и затоа видовме дека на овие избори 170.000 лица беа ставени на тој посебен список. Тоа се тие лица кои пријавиле дека живеат надвор од Република Македонија, а од друга страна, значи има и нивни деца и веројатно се тоа 230.000 луѓе, според официјалните бројки кои потекнуваат од пријавите на самите иселеници. Сега, ние како држава можеби би можеле да ги евидентираме сите на тој начин што по автоматизам ќе ги внесеме во
таа категорија на иселени лица, сите оние кои подолго од една година не престојале во Македонија, но тоа е пак малку проблематичен процес. Од друга страна, се зборува за тоа дека идната влада веројатно би требало да направи попис, и тоа попис по пат на вкрстување на податоците од повеќе државни органи, како што тоа впрочем го прават повеќето европски држави, значи да не се прави класичен попис, и тогаш можеби ќе имаме поточни податоци, но не и се ние како агенција за иселеништво не можеме да оставиме на случајот и да не знаеме барем отприлика кој е бројот на македонски иселеници во светот, и затоа ние се подпираме на податоци од повеќе официјални извори, не се занимаваме со проценки, мислам можеме да кажеме и проценки, меѓутоа тоа не се бројките врз основа на кои што ги темелиме нашите активности. По однос на за кои тоа официјални податоци станува збор. Од една страна се тоа податоците на нашето Министерство за внатрешни работи, а од друга страна се тоа податоците на државните органи или бироа или слично во земјите кај што живеат македонските иселеници, кои се задолжени за вршење на операциите на попис на населението, и во зависност од земјата, во зависно од пописните формулари и интересот кој што го има таа земја да го утврди, што се има интерес да утврди со тој попис, ние стигнуваме до податоци за бројот на македонските иселеници. Па така ги земаме предвид најголемите бројки, бидејќи например во некоја земја во пописниот формулар имаме јазик кој го говорат и се произнеле, да кажеме во Австралија, се не ме фаќате збор точно, се произнеле дека го говорат 50.000. Меѓутоа имајте предвид дека е бројот многу поголем, имајќи предвид дека голем број од македонците не го знаат јазикот, се втора, трета генерација, или пак не сметат дека тоа им е прв јазик, го зборат како втор јазик, и кога ги прашаат кој ви е прв јазик, кажуваат дека е првиот јазик им англиски, и во таа категорија не можеме да ги фатиме. Но секогаш ја земаме најголемата бројка и најчесто тоа е етничка припадност или земја на потекло или слично. И врз основа на тоа, значи, имаме некаква слика за тоа колкав е бројот на македонските иселеници. Според овие бројки кои потекнуваат од земјите кај што живеат македонските иселеници, имаме некаде околу 500.000 иселеници од Македонија, во која бројка спаѓаат и државјани на Република Македонија и недржавјани на Република Македонија, во која спаѓаат и етнички македонци, и етнички албанци по потекло од Македонија, и турци, и роми, така да точната слика, како што кажав, многу тешко дека некојаш ќе имаме, но имаме некоја глобална представа. Сега имаме ситуација кај што земји како САД, например, пред 6 години пописот кој го направија, во формуларот го исфрлија прашањето воопшто за јазици, за етничка припадност или друго државјанство или било што, таму зборат само за раси, бидејќи очигледно тоа е интересот на американската држава, тоа да го утврди, и раси и други некои прашања кои што нив ги занимаат, и ние во однос на таквите земји како САД во еднина ќе бидеме хендикепирани ако податоците ги црпиме или базираме од нивните пописни формулари. По однос на мапирањето, значи понатаму ова се околу глобалните бројки на иселеници, околу евиденцијата на иселенички организации, ние правиме мапирање, значи, на иселениците, односно евиденција на иселениците по разни категории. Пред се, еден од најголемите и најважните интереси на агенцијата беше да ги мапира македонските иселеници во бизнис сферата, македонските бизнисмени кои живеат по светот. И ние таков еден бизнис адресар направивме уште пред 10 години и постојано го надополнуваме со нови имиња, со лица, бизнисмени, за кои како ќе го знаеме на сите можни начини. Исто така направивме адресар на бизнисмени, македонци по потекло, иселеници, значи, кои инвестирале во Македонија. Понатаму продолживме да правиме адресар на сите иселеници уметници во сите сфери. Понатаму иселеници научници. Ова го прави сега и Министерство за образование, има обврска неколку години назад, да дури посебен сајт каде што се повикани сите македонски иселеници од сферата кои творат во сферата на науката, кои се научници на некој начин, магистри или доктори на науки или посветени на науката, да се евидентираат
И значи исто така се обидуваме да ги евидентираме сите иселеници во сферата на спортот. Македонски иселеници кои се спортисти од тие средини, не овие од тука кои отишле на значи при време на печалба, туку тие кои се од тие земји каде што направиле спортската кариера. Се обидуваме да ги евидентираме и политичарите по потекло од Македонија, односно македонски иселеници во средините кај што живеат и го правиме тоа помалку, повеќе успешно во соработка со другите органи, во соработка со иселениците, со иселеничките организации, во соработка со македонските дипломатско-конзуларни представништа и Министерството за надвонешни работи. Ете, тоа е отприлика тој процес на мапирање на диаспората. Споменавте мапирање на бизнис заедниците и инвестирање во Република Македонија. Да. Дали и колку диаспората инвестира во нашата земја? Диаспората инвестира во Македонија, да се разбереме. Значи, не се точни тие предрасуди кои што ги има во македонското општество, дека диаспората не инвестира, дека дава само 5, 10 или 15 долари, или дека во главно само трансферите одат на приватна основа до фамилиите на иселениците. Имаме ние голем број на инвестиции од македонски иселеници, за жал ќе кажам, медиумите и воопшто македонската јавност не посветува доволно внимание на овие инвестиции на македонските иселеници, туку напротив, пежоративно се пристапува, поградно се пристапува кон учеството на иселениците во економскиот живот на Македонија. Јас морам да кажам, неколку инвестиции. Тука, во овој круг, каде што е телевизијата Мега, веќе изгради зграда господинот Георги Михајлов, иселеник македонец од Битолчанец по потекло, живее во Сидни, Австралија. Истиот тој започнува нова зграда да гради во Охрид. Истиот тој започна трговија меѓу Македонија, Кина, Австралија, заедно со бизнис партнер од Кина, и е повеќе тука отколку во Австралија. Го имате хотелот Епинал, кој што е собственост на македонски иселеник. Најголемата приватна болница, барем колку што мене ми е познато, со веќе ланец во Македонија, е инвестиција на некогаш македонски иселеник. Господинот Жан Митрев во еден добар дел од својот живот беше иселеник од Македонија, живееше во Германија, тој инвестираше во Македонија. Имаме тука во Преспа, Делта Таск, инвестиција на македонски иселеник во сферата на текстилот. Имаме хотел Lakeview Resort, македонец, млад, се вратил од Нью Джерси и решил да инвестира и направи хотел на Преспа, во Тешево. Значи, се тоа инвестиции кои се значени исто така во господинот Крсте Блажевски, во Струга, хотелот Дрим е негова собственост. Значи, имаме голем број на инвестиции, но треба малку да се популаризираат и да дознае македонската јавност дека не е вистината баш таква, дека македонските иселеници само својот интерес го гледаат, или пак секако овие инвестиции се некаков интерес, бизнис интерес, но дека македонските иселеници сакаат да ги одржуваат релациите со Македонија сите можни начини, вклучително и на економски, и бидејќи наоѓаат позитивна бизнис клима, инвестираат во Република Македонија, бидејќи го гледаат тука и бизнис интересот, меѓу друго. Веќе неколку изборни процеси, иселениците од Република Македонија имаат право на глас. Вие како директор на Агенцијата за иселеништво имате контакти со нив, ги сумирате нивните мислења и впечатоци. Кажете ми како се задоволни иселениците од тоа како измина овие изборни процеси на кои тие имаа право на глас? Значи, вака, знаете вие дека иселениците воопшто немаат право да гласаат. Со измените на изборниот законник, ми се чини декември 2010, се овозможи иселениците да гласаат на парламентарните и председателските избори. За прв пат тоа право го створи 2011 година, 2014 и 2016 по трет пат. Македонските иселеници се заинтересирани за вклучување во јавниот, општествениот, политичкиот, економскиот живот на Република Македонија. Тие се заинтересирани за сите прашања за кои се заинтересирани и македонските граѓани. Тие се заинтересирани да земат учество во изборниот процес и земаат учество во изборниот процес. Меѓутоа, мораме да бидеме искрени.
начинот на кој што македонските иселеници го остваруваат своето изборно право не е еднаков со начинот на кој што македонските граѓани го остваруваат изборното право. Македонскиот граѓанин треба да помине 100, 200 или 500 метри од дома до избирачкото место и да го оствари своето избирачко право. За разлика од тоа, македонските иселеници, некои од нив треба да поминат и илјадници километри за да го остварат своето гласачко право. Најсрекниот верувам дека можеби десетина километри само ќе треба да помине тој што живее блиску до македонскиот конзулат или амбасада. Ограничен е бројот на места каде што македонските иселеници може да го остварат своето гласачко право, а тоа е врзано со изборниот законник и со тоа дека избирачкото право се остварува исклучиво од дипломатско-конзуларните представништва. Како може ова да се реши? Имаат, значи, најголеми, неслучајно го кажав, ова се мислење на македонските иселеници и најголемите замерки на македонските иселеници за тоа да се овозможи на македонските иселеници поедноставно да го остварат своето право на глас. Тие бараат да се овозможи гласење по пошта или гласење во електронска форма, по интернет, по електронска пошта. За жал, не знам дали е воопшто тоа можно, бидејќи знаете дека изборниот законник се носи по пат на усогласување на ставовите помеѓу сите политички партии и со консензус, така да ние имавме измена на изборниот законник пред овие избори и тоа во обратна смисла, наместо олеснување на отежнување на правото на представување на иселениците, секако резултат на противењето на, морам да кажам, на опозицијата, бидејќи знаете дека партијата, владеачката партија ВМРО-ДПМН е таа која што бараше да иселениците имаат право на глас и да гласат на македонските избори, за разлика од опозицијата која што никогаш не ни сакала македонските иселеници да имаат право на глас и сакат едноставно да се укине нивното право на глас, што е во спротивност и со Уставот и со сите закони, бидејќи согласно Уставот секој државјанин на Република Македонија има право на глас, вклучително и македонските иселеници. И тука Република Македонија има обврска да го овозможни тоа право на глас на македонските иселеници и да го олесни на сите можни начини, да го направи еднакво како и за граѓаните на Република Македонија. Ние во изминатите изборни циклуси имавме отприлика, да речи, си изброј на иселеници кои излегува на гласање, заклучно со овие избори 2016 година, но како резултат на промените на изборниот законник, во овој парламент, ново конституираниот, нема представник од македонската диаспора, затоа што се Сметате ли дека токму овие измени на изборниот законник резултираа со тоа да последните избори диаспората нема пратени? Бројките на иселениците од Македонија кои гласале на изборите во 2011-2014 ќе видите дека речиси не се разликуваат од бројките во 2016. Но начинот на избор на пратеник, кој што е предвиден со измените во изборниот законник, оневозможува да има македонски пратеник во македонското собрание. И тоа е најголемиот проблем. И не знам како во иднина ќе го надминеме овој проблем, имајќи предвид дека законот се носи со консензус и имајќи предвид противењето на опозицијата воопшто на остварувањето на правото на глас од страна на иселениците на некаков полесен начин кој што би овозможило вистинско представување на иселениците. Јас сум убеден дека ако се најде некаков модус иселениците да можат да го остварат своето право на глас на начин како што ние го остваруваме овде во Република Македонија, значи поедноставно, дали по пошта, електронски или некој друг модус да се најде, сум уверен дека не тројца пратеници, туку ќе биде притисокот голем тогаш да се предвиде на цела изборна единица, можеби од 20 пратеници, бидејќи имаме огромен број на македонски иселеници со македонско државенство, неспорно, според она што е и во самиот избирачки список, 170.000 иселеници пријавиле дека живеат, односно 170.000 македонски државјани пријавиле дека живеат во иселеништво. Ако тоа го пријавиле,
Значи сите тие имаат неспорно право да гласат таму. И ако ги ставите, ако не 20, тогаш барем сигурно 15 пратеници би требало таа изборна единица да носи, и ако им се олесни начинот на гласање, тогаш Кога веќе сме кај ставовите и мислењата на иселениците, на која позиција се за моменталната состојба во која Република Македонија се наоѓа веќе извесен период? Иселениците сакаат брзо надминување на кризата, иселениците сакаат брзо да се конституира влада и веќе да ги ставиме зад на сите овие работи. Иселениците од секогаш биле против мешање на било кои странски држави во внатрешните работи на Република Македонија и посебно против мешањето на некакви си глобални или не знам какви организации, како што ова организација на Сорос, која се претвори на некаков монструм, кој што сака да урива влади, да поставува своји влади, да го држи светот под некако свое заложништво, под некаква своја контрола. Иселенците, видовте со своите протести во САД, покажаа јасно дека се против ваквите замешателства и против ваквите структури кои што не знаат да признаат легални избори и не знаат да признаат пораз на избори. Видовте што прават во Америка. Значи, не треба повеќе да зборуваме. Иселениците живеат во тие средини, живеат во тие земји и ги делат ставовите на граѓаните на тие земји, а ставовите на мнозинството американци, видовте, се господинот Доналд Трамп е избран за председател и тоа е ставот на демократската Америка. Тоа е ставот произнесен на американците на легални председателски избори. И сега се ова што се случува е некое лудило, не можам да го објаснам поинаку. Иселениците тоа го гледаат, го разбираат и настојуваат затоа Македонија да излезе од оваа криза час поскоро. Уште една тема која е доста актуелна, беше отворена и надвор од земјата токму кај македонските иселеници, е темата за двојазичноста во Република Македонија. Добро, македонските иселеници кажав, имаме повеќе имаме македонски иселеници, македонци, имаме македонски иселеници од албанско етничко потекло, турско етничко потекло, ромско и слично. Би кажал дека без исклучок, јас барем не ми е познат став поинаков на некој македонски иселеник по потекло, значи етнички македонец, се против двојазичност на целата територија на Република Македонија. Истите ги поддржуваат уставот и законите Република Македонија, кои овозможуваат индивидуално остварување на правата и користење на јазикот од страна на сите етнички заедници, онака како што е пропишано во средините кај што живеат над 20% се говори, значи, јазикот на тие етнички заедници кои што се во поголем број. Истите имаат право да се обраќаат и на државните органи на својот јазик и апсолутно не, иселениците не прифаќаат никаква промена во таа смисла. Етничките македонци, нормално етничките албанци бараат најголемиот дел од нив двојазичност на територијата на цела Република Македонија. Уште едно прашање на самиот крај од овој наш денешен разговор е уште еден проблем кој го имаме со нашиот јужен сосед, со Грција, го имаме спорот со името веќе долги години. Многу пати сме слушнале реакции од нашата диаспора. Накратко да ги сумираме и денеска. Па накратко би можел да ги сумирам ставовите на иселениците од Македонија, пак ќе кажам етничките македонци, тие се гласни по ова прашање. Најкратко што можам ќе ги сумирам нивните ставови. Не сум слушнал став на иселеник кој поддржува промена на името на Република Македонија. Не сум слушнал, може би постои таков, до мене не допрел таков глас. Од тоа што го слушам од иселениците, барем колку што ми е познато, 99% се од македонските, значи иселеници етнички македонци, 99% од нив се против било какви разговори, преговори, не во врска со македонскиот идентитет, во врска со името на Република Македонија, бидејќи од тоа произлегува идентитетот. Значи се за престанок на секакви преговори, разговори во врска со нашето име и да се стави точка на ова прашање.
Господине Наумов, јас ќе ви се заблагодарам за ова ваше гостување во телевизија Мега, за овој опширен разговор и секако се надевам дека на нашите гледачи им пренесовме точно кои се надлежностите, која е целта на агенцијата, а секако пренесовме дел од ставовите и мислењата на нашите иселеници широм светот. Ви благодарам и јас на вас за можноста што ми ја дадовте да ја запознам регионот, Битола и регионот со работата на Агенцијата за иселеништво, со надлежностите и што ние правиме за остварување на тие надлежности. Почитувани гледачи, тука го завршуваме разговорот со господинот Васил Наумов, директор на Агенцијата за иселеништво на Република Македонија. Тоа беа нивните надлежности, целта и секако ставовите и мислењата на нашите иселеници широм светот. Ви благодарам за вниманието.